Соединетите американски држави распоредија стелт бомбардери Б-2 Спирит во воената база Диего Гарсија во Индискиот океан, потек што аналитичарите го поврзуваат со можни подготовки за напад врз иранската нуклеарна инфраструктура. Според извештаите на Аксиос, американски официјален представник потврдил дека ова распоредување не е без врска со рокот од 2 месеци што председателот Доналд Трамп му го даде на Техеран за постигнување нов нуклеарен договор. Наводно, ова предупредување било содржано во писмо испратено директно до врховниот лидер на Иран, Ајатолахот Али Хамнеј. Писмото содржи предлози за продолжување на преговорите, но и закани за потенцијални последици доколку Иран продолжи со проширување на својата нуклеарна програма. Б-2 Спирит бомбардерите, кои се способни да носат бомби за разбивање на бункери, се дизајнирани да уништат утврдени подземни објекти, меѓу кои и клучните ирански нуклеарни постројки. Според извештаите, најмалку 3 вакви авиони пристигнале во стратешката база, придружени од воздушни танкери за полнење гориво. Портпаролот на американската стратешка команда Стратком потврди дека бомбардерите се распоредени, наведувајќи дека оваа мисија е дел од рутински глобални операции во координација со други владини агенции за откривање, одвраќање и стратешки напади. Од друга страна, иранскиот министер за надворешни работи, Абас Аракчи, изјави дека Техеран испратил официјален писмен одговор на предлогот на Вашингтон. Говорејќи на пресконференција, тој ја отфрли можноста за директни преговори со Соединетите американски држави во сегашните околности, но остави простор за индиректни преговори преку посредници. Останува да се види дали оваа ситуација ќе доведе до дополнителна ескалација или нов дипломатски обид за решавање на тензиите.